Во ова издание, Македонија. Грчки експерти во Скопје го објаснуваат процесот зимето во парламентот во Атина. Председателот Трамп се среќава со демократските лидери за финансирање на пограничниот зид, како дел од поширок владин пакет трошоци што мора да се усвои до 21 декември. Технологија, новата 5G генерација, тренд во светот. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Американскиот председател Трамп се среќава со демократските лидери Чак Шумер и Ненси Пелоси во последен обид да обезбеди поддршка за пограничниот зид на јужната граница во висина од $5 милиарди во фискалната 2019. Еве ги најновите детали. Финансирањето на зидот ја одбележува последната легислатива годинава која што мора да биде усвоена во Конгресот, но и законот кој што мора да помине со цел да се избегне делумно владино затварање пред празниците. Трамп се среќава со лидерот на сенатското малцинство, демократот Чак Шумер и лидерката на мнозинството во представничкиот дом Ненси Пелоси. Председателот аргументира дека пограничниот зид ќе запри инвазијата на имигранти од Централна Америка во САД. По синоќешното одложување на гласањето во парламентот во Лондон, премиерката Тереза Меј е во преговори за одржување во живот на договорот за Брекзит. За денеска закажа средби со германската канцеларка Меркел и холандскиот премиер Марк Руте. Тема на разговорите договорот со кој се одредува начинот на кој Британија би ја напуштила Унијата. Францускиот претседател Емануел Макрон во своето прво јавно обраќање до јавноста по повод протестите што ја зафатија земјата рече дека презема дел од одговорноста за настаните. Сепак шефот на државата беше категоричен дека е против насилни протести и рече дека нема оправдување за тие што кршат излози, ограбуваат продавници и ја напаѓаат полицијата. Јасно е последните години, особено по подпишувањето на договорот за спорот зимето, дека двете општества мора интензивно да работат на градење доверба. Оцени Јоанис Армакалос од Think Tank организацијата Ели Јамен на денешната дебата во Скопје. Владимир Мирчевски со деталите. Договорот од Преспа нема голема поддршка во Грција и на тој фактор треба многу да се внимава, порачуваат грчките аналитичари кои во изминатите денови во Македонија дебатираа за тоа како да се зголеми довербата меѓу двете соседни земји, токму во клучниот период на финализирање на процесот зимето во собранието. Аргументите што ги користат представниците на Елијамеп, највлијателната грчка Think Tank организација, е дека не сите сегменти на грчкото општество се запознаени со клучните делови од договорот зимето, што резултира и со притисок врз владата на Алексис Ципрас, која ќе треба да обезбеди мнозинство за договорот зимето, но и пристапниот протокол за НАТО да биде ратификуван во грчкиот парламент. Honestly, I think the public opinion is overwhelmingly against the agreement. Искрено мислам дека поголемиот дел од грчката јавност е против преспанскиот договор и не очекувам тоа да се смени во наредните месеци. 2/3 од грчкото општество или околу 65% е против договорот и тоа не може брзо да се промени. Не мислам дека во грчкиот парламент има големо мнозинство за договорот зимето. Ако договорот биде ратификуван во Грција, тој ќе биде ратификуван со тесно мнозинство и тоа е предизвикот за што потоа. We are entering an electoral period, as you know. Суштината е дека влегуваме во предизборен период во Грција. Во мај ќе се одржат европските избори и засега климата е поларизирана. Прогнозите се позитивни дека договорот од Преспа ќе помине во грчкиот парламент, но има многу променливи елементи и засега треба да се биде внимателен. Проценките на експертската јавност и во Грција и во Македонија се дека двете општества мора интензивно да работат на градење доверби, меѓусебно разбирање за подобро запознавање и решавање на отворените прашања, меѓу кои клучно е она зимето. Најавите се дека македонскиот парламент до средината на јануари ќе го заврши процесот на уставните измени, пошто ќе следи потпишување на протоколот за пристапување во НАТО. Потоа, на потек е Грција која во парламентот ќе треба да го ратификува и пристапниот протокол и договорот од Преспа. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. Иако лежи на Црни Дрим и Охридското езеро, Струга честопати се соочува со проблеми поврзани со вода за пиење. По последните обилни врнежи, водата од градскиот водовод стана матна и неупотреблива. Како да се надмине овој проблем? Нова тема, Мики Трајковски од Охрид.
Да се направи итна и софатна анализа, надлежните институции да пристапат кон системско решавање на проблемот со водата за пиење во Струга. Ова го предлагаат експерти од како градот Нодемна повторно се соочи со истиот проблем, кога поради обилните врнежи од дожд повеќе од 3 дена, водата од градскиот водовод беше заматена, а надлежните институции ја забранија за користење. Ова е Сашо Точков од регионалниот центар за јавно здравје во Охрид. Дали тоа ќе се филтри или ќе се заштити извориштето или на кој начин, тоа остава на надлежните институции, на хидролозите, хидрогеолозите да направат едни добри анализи за издашноста на извориштето, за подлогата на која е природниот извор, секако не тоа да се менува, но треба да се направат некои заштитни механизми кои што ќе стојат меѓу извориштето и населението кое што ја користи таа вода. Ардјан Демир од граѓанската иницијатива Стружени за Струга вели дека градот треба да ги стави на располагање сите расположливи финансиски и интелектуални капацитети. Јас знам дека решавањето на тој проблем е финансиски скап. Меѓутоа, зато велам, сите ресурси треба да се насочат таму. Дали тоа после ќе биде со само финансирање, значи решавањето, дали ќе биде преку кредити, дали преку референдуми и така натака. Тоа ќе се најдат значи модалитетите како до тоа да стигнеме. Граѓаните на Струга велат дека ова е недозволиво за град кој живее на 2 води. Овакви проблеми Струга секоја година има. Без вода нема живот. Без струја мој да се живи, без вода не. Зато апел до градоначалникот, до советниците, цел буџет да оѓ за вода за пиење да се реши. Нема де туризам без вода. Имаме и дринот тука, и во водата лежиме, а пак во куќите немат вода. Се чудиме ние што сме во печалба таму, кога дојме ги гледаме овие фактори тука. Не знам што ќе биде решението. Локалните власти велат дека се бара решение. Ние од природни извори земаме вода и ова е сосема нормална појава која што и сами знаете дека секоја година се ја имаме. Проблемот што беше со една каптажа горе на Белешки извори е почна да се санира. Од јавното водоснабдително предпријатие Проаква вела дека се работи на пронаоѓање на нови извори кои во иднина би биле користени. Вела дека биле набавени нови пумпи за водоснабдување, а водата редовно се хлорирала. Од Струга за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Хјустон, Индианаполис и Лос Анџелес веќе се покриени со новата 5G мрежа која станува тренд во светот. Зиднината нова технологија Кевин Енокс. Иднината веќе пристигна во Монако, познатиот монденски град сместен покрај Медитеранот. Овие антени се надградени и ќе овозможат Монако да го издржи протокот на информации што ќе го донесат новите 5G уреди. Сега сме во процес на инсталирање антени на речиси сите покриви, бидејќи целта е новата мрежа да го покрива Монако. Тоа што го гледате зад мене се новите антени чии инсталирање во тек. Ке имаме поврзаност во секој агол. А каква е оваа мрежа? Едноставно кажано, таа ќе им овозможи на мобилните уреди да изведуваат многу побрзи и попрецизни онлайн операции. 5G е 5 пати помокне и ќе ни овозможува да обезбедиме мултимедијално користење на мрежата од страна на многу повеќе луѓе во исто време. Со брзините, времето што е потребно за конекција се скратува 10 пати. Ќе биде од голема помош за новите автономни возила. На пазарот веќе постојат вакви производи, но мрежата што им е неопходна за да функционираат уште не е целосно пристигната. Според прогнозите на експертите, потребата од новата мрежа ќе расте се повеќе како што се зголемува потребата во домовите и автомобилите. Неколку градови во САД имаат джебови со 5G мрежа, но не веруваат дека новиот брз сервис ќе стане целосно оперативен до крајот на следната година или дури и до крајот на 2020 година. Исто така нема да биде изненадување ако покрај Монако новите земји што целосно ќе ја прифатат оваа мрежа ќе бидат Јужна Кореја, Кина, Јапонија и САД. Го гледавте Newsflash, јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За крај уживајте во макетите на железнички станици, стари возови, традиционално за време на божичните празници од Ботаничката градина во главниот град на САД. Пријатна вечер.
VOA presents the following National Geographic program as we continue to explore the world around us. I always wondered how I was going to die, and now I know. Meru is the culmination of all I've done, and all I've wanted to do is this peak and this climb. Conrad's reputation among climbers is flawless. I only go on expeditions with people that I know and that I trust. As a team, you're the sum total of all your experience. I had heard about Renan. I knew he was strong enough. When we got there and I looked up at the mountain, I didn't know what we were getting into.